контакт со народните инструменти ми уште од најраното детство, кога за прв пат ги чув звуците на благородниот инструмент. Сум чул дека и некој мој прадедо изработувал кавали. Изработката е рачна и многу макотрпна. Прво треба да го обработам рустикалното дрво, да го оживеам, да му внесам душа, која во вид на автентична мелодија ќе излезе од инструментот. Зидот на кавалот од северната страна треба да биде подебел, за разлика од јужната страна на втората половина од дрвото.
Со парчење стакло се гребе зидот и се вади мал слој, со што не може да се пробуши зидот на кавалот. На крајот, кога ќе се оформи инструментот, следува фаза на шмирување, а самиот крај е штимањето, кое е најодговорната работа во целата изработка на инструментот. Сега да имамо кавал. Мислиш на тоа да прави. Уште еднаш не има. Има 2-3 пати, но тоа е така и натаму мотивира. Окей. Отприлика. Тоа? Да, добро. Да. Македонскиот кавал е уникатен, како по изглед, така и по звук, и се разликува од сите други кавали. Кавалот е карактеристичен по тенките зидови, а како резултат на тие тенки зидови се добива пријатен кадивен пол звук, кој е секој го плени. Легендарниот кавалџија Миле Коларов пред својата смрт ми раскажуваше: како овчарче умеев чудесно да го успокојувам стадото. Со мелодија ги натерував овците да ми се качуваат на рамото како гулами. Сега, остарен, кога ќе ми се разбие сонот и кога ќе ми се возбудат мислите како некогаш овците, станувам и свирам по месечина за да си ја успокојам и ублажам душата. Чинам во распонот помеѓу овие две слики е содржано сето заумно метафизичко таинство на кавалот и неговиот бесмртен звук. Од едноставна, утилитарна пастирска направа, наменета за успокојување на стадлото со цел кротко пасење и спокојно, здраво асимилирање на храната, заради побојна млечност и квалитетна волна, до музички инструмент подобен да ги воспее и природата, и животот, и божественото битие на душата.